И во таа колекција вметнав шапки и процесот на дизајнирање на шапки ми беше многу интересен. А и тогаш во тој момент увидов дека за производство на шапка е потребно мало парче на материјал. А од работилницата претходна која што имавме нели со Моден викенд, знаев дека остатоците се генерално помали парчиња и тогаш сватив дека нели од овие помали парчиња ствари може нешто да се направи. Меѓутоа фокусот е и во иднина би бил, мислам, да вработам два типа на жени, а тоа се првично млади жени од Полошкиот регион. Причината за тоа е што, да речам, сите млади од овој регион или се иселуваат во странство или пак во Скопје и тие градови остануваат без млада сила, која што млада работна сила. Да, и без можности за работа. Здраво, јас сум Катерина Илиовска, едната половина на Yes for Less, која ќе го води овој подкаст. Откако започнавме со нашата идеја, пред околу 3 години, ја оформивме нашата екозаедница и мрежа на 40 на зелени бизниси, запознавме многу луѓе кои секојдневно не мотивираат со она што го прават. Темите поврзани со заштита на животната средина најчесто се прикажани како црни, темни и кај многумина од нас предизвикуваат анксиозност и страв. Со овој подкаст сакаме да ви ги доближиме токму оние спротивните, инспиративни приказни на личности кои нашле свој уникатен начин да дадат придонес за одржливиот развој во нашата земја. Неизмерно сме благодарни на нашиот главен спонзор ProCredit банка, кој прв го препозна потенцијалот во овој проект и потребата да се зборува повеќе на овие теми. Заедно со нашите други поддржувачи, Sunnylands и Пакомак, тие директно придонесуваат за подигнување на еколошката свест кај нас, како и за поттикнување и развој на зелената економија во нашата држава. Кликнете subscribe на нашиот канал за да сте во тек со наредните епизоди. Дали твојата банка го гледа светот на ист начин како и ти? На мојата банка и е важна природата, а и мене исто така. Сака и сонце. Многу сонце. За мојата банка секој почеток е важен. Заедно одиме напред. Веруваме дека тоа што го правиме сега треба да биде добро и за иднината. И наместо да трошиме веднаш и повеќе, да планираме мудро и долгорочно. Со мојата банка 20 години го гледаме светот на ист начин. ProCredit банка. Пример за одговорност. Има само 24 години, а претходната година со својата идеја го освои жирито на дури 4 надпревари во 4 различни земји во Европа и САД. Таа е првата македонска дизајнерка на дизајнерски шапки од производствени остатоци. Мирјана, здраво! Многу ми е мило што си тука денес. Јас пробав да се сетам кога јас и Сара првпат слушнавме за твојата идеја и мислам дека тоа беше претходната година, нели кога ти почна да се појавуваш повеќе во јавноста. Меѓутоа, тоа што ми текнува е дека кога слушнавме дека некој прави нешто од остатоци, отпад, на кај се возбудивме и баш интересно ни изгледаше. Тогаш мислам дека ти пишавме на Инстаграм и ти ни раскажа повеќе за твојата идеја и од тогаш нели слушнавме многу пати за тебе. Јас сега знам одредени парчиња од целата твоја приказна и многу ми е мило што еве денес и јас ќе можам да ги дознам следствено како оделе сите тие настани додека стигнеш до тука, а и мило ми е што на тие што не гледаат ќе може да им објасниме како се стигнала до тука и што се твоите идни планови. Здраво, благодарам за поканата. Задоволство е да збориме денес и да ја раскажам цела моја приказна. Да. Ајде да започнеме од најпочеток. Кажи ни од каде доаѓаш, каде имаш и што имаш студирано и кои беа почетоците на брендот Мирјана Јосифовска за дизајнерски шапки од производствени остатоци. Јас доаѓам од Тетово.
И воедно и тоа е една од моите инспирации во однос на дизајнирањето, нели моментот што Тетово е еден од најзагадените градови во Европа. Во однос на нели на моите дизајнерски почетоци, всушност првично започнав да шијам на некој начин на 14-15 години, меѓутоа како дизајнер првите почетоци би биле веројатно со Моден викенд Скопје и со Скала школата, односно поранешно Јулев уметностите. Кога беше тоа? Тоа беше 2018. Тогаш почнав прва година на факултет и паралелно на тоа почнав и академијата кај Ѓулев, односно кај Скала, и исто и тој период започнав и работилница на Моден викенд кој што ни ја организира, и всушност работилницата се викаше Sustainable Story. И целта беше да изработиме модели од текстилни, односно производствени остатоци од држава, од конфекции фабрики, и после тие модели беа представени на Моден викенд Скопје, на групна ревија, со тоа што јас изработив јакна. Јакната беше целосно изработена од текстилни остатоци, имаше над 100 часа она рачна изработка. Вау. Да, мислам беше долг процес, меѓутоа стварно добро изгледаше, и после со таа јакна ме поканија да учествувам и на Fashion Scout Southeast Europe надпреварот. Тоа всушност е англиски надпревар, меѓутоа таа година организира како едиција, да речам, за Балканот. И таму исто така ме поканија да учествувам. Тоа беше за време на Лјубљанската модна недела во Словенија. Таму освоив Third Mention. И мислам тогаш бев многу збунета, пошто тогаш имав само 19 години. Која година беше 2019. на факултет? Како? Ова секога се случи, ти која година беше на факултет? Тогаш уште бев прва година. Значи се беше во период од една година. И студираше моден дизајн? Да. Дали имаше некоја насока, не знам, мислам не знам кои се факултети постојат за моден дизајн во Македонија, меѓутоа дали имаше дел со оддржливост таму или кога го вида ти надпреварот нешто ти стана интересно? Генерално тука кај нас нема баш некои смерови, да речам, има само моден дизајн смер, значи нема пример моден бизнес или по така специфични смерови. Меѓутоа сега можеби во последниве неколку години се додаваат елементи на нели оддржливост и слично. Меѓутоа јас пред да почнам факултет бев заинтересирана за концептот на оддржливост. И супер беше што тогаш нели се случи работилница во Моден викенд Скопје. Менторирана беше од Ирина Тошева, и со така нели морам да ја поздравам. И така се случи тој процес, и нели јас имав голем интерес, и Ирина не научи различни техники кои што може да се аплицираат во дизајнот, во однос на нели како да дизајнот да стане пооддржлив. Ти кога ја направи јакната, дали знаеше колку време ќе треба да се направи едно такво парче? Дали тоа го гледаше како предизвик? Не, искрено не го гледав како предизвик, туку едноставно уживав во процесот. Можеби не очекував дека толку долго време ќе земе, меѓутоа генерално јакната беше, предниот дел од јакната беше материјал за јакни, баш како на quilted е терминот на англиски, со украсни штепови, дека пак ракавите всушност најдов остатоци од производство на каучи и такви работи, мебел. Јакната, она како puffer jacket, се подели вака на 3 делови. Со тоа што јас ги земав овие лентиве од кожа или не знам што беа тие остатоци, и тие беа црни, а од задната страна ги сврбав златни и вака ги сегов као ленти. И односно горе беа сошиени, и после секоја лента јас ја вртев, и еден момент беше црна, друг момент беше златна. Изгледаше многу визуелно, меѓутоа тоа се мораше рачно да се работи, затоа имаше толку многу работа. Мислам многу интересно изгледаше визуелно, меѓутоа доста работа имаше да. Мислам дека тоа е баш интересното кога се работи со отпад и со остатоци, дека имаш како некои граници, нели да може да нарачаш, не знам, 100 метри материјал од било каков материјал, тогаш некако ги имаш сите опции, може било каков материјал да нарачаш и колку и да ти треба, меѓутоа кога работиш со остатоци, буквално правиш
малце како Тетрис да играш, да видиш што и како ќе се вклопи. Добро, и сега од овој момент, како потоа ти се развиваш и како се роди идејата за брендот со шапките? После тоа почнав да работам всушност таа иста година, односно следната, 2019 би дошла, почнав да работам на прва девитанска колекција, односно прва колекција која всушност беше со облека. Тоа беше додека се уште ти студираше. Да. Да. И инспирацијата беше тетово и проблемите кои што го сочуваат градот, најмногу моментот со загадување, иселувањето на младите лица од државата. И дури имав, сам на ревијата беше интересно, имав она куфер, она актовка, и на актовката испринтав странство, и моментот беше, знаеш, одам за странство. И во таа колекција вметнав шапки, и процесот на дизајнирање на шапки ми беше многу интересен. И тогаш во тој момент увидов дека за производство на шапка е потребно мало парче на материјал, а од работилницата претходна која што имавме, нели, со Моден викенд, знаев дека остатоците се генерално помали парчиња, и тогаш сватив дека, нели, од овие помали парчиња ствари може нешто да се направи и дека тие се, нели, голем ресурс. И така се роди идејата, направив истражување некој на пазарот, сватив дека кај нас нема нешто такво. И знаев дека е добра идеја, затоа што на некој начин можеш да се диференцираш повеќе, затоа што со шапки нешто што го нема, отколку... Јас, пример, знам само една продавница во Чарчија, што прават дека рачно изработени шапки, меѓутоа немам ништо друго видено. Не знам дури на кај нас колку се носи шапки, меѓутоа со оглед на тоа што имаме доста сончеви денови, би требало да се носи. Да, па кај нас шапките се носат, би рекла и целиот предел на Балканов, генерално шапките се носат не само, нели, за заштита, туку и за стил, и за израз, и пример, не знам, генерално, пример, американците можеби немаат толкава, така се по-спортски или по-кежуал. Па и одат сигде со коли, така што не им треба баш шапки. Да, додека пак овде на Балканов уште има таа, да речем, тенденција кон тоа да се носат шапки, така, како дел од личен израз. Спомна дека си почнала да шиеш на 14 години, па јас сега да те прашам дали сонуваше да бидеш нешто, кога беше помала, дури пред 14 години, и како се случи да почнеш да шиеш на твои 14 години? Па, почнав, на 14 да шијам, генерално од секогаш бев заинтересирана за мода. Од мала цртав, мислам и од секогаш бев така на некој начин метнички настроена, цртав, свирев пијано, пеев во хор, свирев на училишна флейта, да. Меѓутоа, во однос на шиењето, моментот беше што тогаш, тој период 2014, мислам, ја кога имав 14, се појавија првите, да речем, инфлуенсерки, првите блогерки слично, и гледав многу различна облека. Облека што тука кај нас не беше достапна. И мојата идеја беше, што не можам да купам, ја ќе ја сошијам. Браво. Меѓутоа, тоа беше многу наивна идеја, затоа што тогаш сватив колку ствари шиење и конструкција е тежок процес. Да, процес. И мал период дури го оставив, зашто бев изреволтирана, гневна, како може да е толку тешко. Тешко, да. Да, после малку по малку. А кој всушност те научи, дали имаше некој во твојата фамилија што знаеше да шие? Мислам дека барем од нашата генерација плюс минус 5 години сите имаат по некоја баба, тетка што знаела да шие, а сега, нели, мислам барем нашиве генерации, освен ако не се занимаваш со дизајн, мислам дека не знаеме ни копче да сошиеме. Најголемиот дел од луѓето. Некај мене баба ми има работено во текстилна фабрика, мислам она цел живот го има проведено во Тетекс. Работела одреден период во конфекција, после тоа во административниот дел. Меѓутоа мајка ми исто така шиела. Сакала да работи со дизајн, меѓутоа никогаш не го продолжила да тој пат. И така да јас не знаев, дури од кога ја разбудив, добив интерес за тоа, дознав.
така да може, не знам, мислам, вака имало како интерес, а во однос на учење, имаше, мислам, моделар во тето 70-80 години, што, мислам, на лето, на распуст, стално дев кај него и ќе ми покаже трикови слично и така се учиш. Мене уште ми е криво што баба ми која била повитална не ме научила. Јас не сум пројавила интерес, ама сега малце сум во тој фазон дека би сакала барем нешто едноставно да научам, да може да си поправам некои парчиња. Се надевам дека нема да се соочам со истото како тебе, дека ќе биде прекомплицирано. Ама да, еве кај мене во мојата фамилија баба ми си шијала дома и уште има машина и некако од тоа што сум ја гледала како дете ми останало и не знам, сакам мислам дека јас на своите деца барем малце да го пренесам тој дел. Има багат или сингер дома машина? Багат, мислам дека багат, да. Мојата втора машина беше багат. Сега, сакав да позборуваме, односно да отвориме една тема, тоа е текстилниот отпад и мислам дека барем за надвор од нашата држава може да се најдат повеќе информации. Меѓутоа, за во Македонија нема премногу информации. Јас најдов еден генерален податок, а тоа е дека, мислам дека во 2023 или 2022 биле произведени 9000 тони на текстилен отпад во нашата држава. Па сигурно ти знаеш повеќе од мене, сакав да те прашам дали имаш сознание каде завршува тој отпад и кои се последиците што ги има врз животната средина. Како се менаџира всушност со тој отпад? Да, според моите информации, исто јас знам за толкава количина на отпад кој што се создава тука на годишно ниво. Проблемот настанува што имаме отпад генерално два извори, а тоа е првично производствен отпад, и вториот е отпад од постконзумери, односно ние како конзумери кои што го користиме генерално тоа најчесто се фрла тој отпад. Сега во однос на производствениот отпад имаме ние тука фабрики кои што произведуваат облека, генерално голем дел од нив работат во салон систем. И тоа значи дека во самото производство на облека, да речем од 15 па до 50% од материјалот кој што ќе се скруе станува како остаток. Дали рече до 50? Да. И сега тоа е зависност од типот на облека кој што се произведува и како вид на парче на облека, меѓутоа останува доста голем остаток. Сега проблемот е што тие парчиња, според мислам дека регулативи во државава, и тоа е според мои извори јас кои што ги имаме, тие се собираат генерално во фабриките, царина треба да направи увид на остатоците и генерално тие се носат на депонии, регулирани депонии. Во државава? Да, во државава. Пример едно од нив е Штипската депонија, каде што најчесто се горат. Тоа значи останува голема количина на отпад кој што ти мора да направиш на некој начин да исчезне. А тоа е да се изгори, да исчезне. Тоа не исчезнува. Да, пак останува некој пепел и слично, но се намалува волуменот. Да, сакам да кажам, не исчезнува, сепак тоа оди во воздух, оди во почва. Да, ма и останува како цврст остаток. Не исчезнува комплетно, само се намалува волумен. И сега и проблемот е во целата ситуација, што ние немаме системи за менеджмент со отпадот, и тоа значи дека сите овие остатоци немаме систем кај што ќе можеш да ги рециклираш или од нив пример да извадиш нов производ. Да, дури може да се извади енергија, има waste to energy incineration plants, каде не само облека, туку и други видови на отпад се горат во контролирани услови со филтри и има цела дискусија и на глобално ниво за ова, меѓутоа сепак е подобро решение него да се само на отпад кај нас. Претпоставам се горат на отворено. Не знам дали има, мислам дека нема постројка за контролирано горење на отпад. Не сум сигурна во тој однос, меѓутоа
Мислам, самиот проблем е што нели имаме недостаток на тој систем што на некој начин ќе им помогне и со на текстилните компании и они да се справат со тој отпад што го имаат. Од друга страна, нели ќе ни помогне на нас однос на животната средина, нели за да се намали тоа загадување кое што се создава. Мислам, друг проблем тука е што пример ова што ги кажував станува збор за регулирани депонии. Пример во Тетово имаме многу нерегулирани депонии, кај што пример отпадот се меша се и се што, значи не станува збор само за текстилен Текстил, отпад, да. туку се меша се и се што и сето тоа влијае многу врз животната средина, особено ако нели се запали и мешаш нели се и се што. Да. И мислам дека и тоа допринесува до фактот што пример Тетово е еден од најзагадените градови овде во држава. Мислам на европско ниво, не само во држава. Да. Дали може да кажеш еве за тие што можеби немаат истражувано на тема облека, од што најчесто е составена денешната облека? Всушност проблемов со нели фрлањето на депонии, било каков да е материјал, испушта одредени гасови, меѓутоа ако се гори, знаеме што е проблемот. Дали може да ни кажеш од што се денешниве парчиња најчесто составени? Проблемот е што при крајот на 20 век тогаш се разви повеќе идејата на синтетички материјали. Сега синтетичките материјали можеби како материјал се поевтини и можеби или пак има мешање пример природен материјал со синтетички затоа што ја имитира пример структурата на едниот материјал, а го продолжува животниот век на останатиот материјал, меѓутоа проблемот со нив е што синтетиката, односно пример полиестерот како материјал испушта мали компоненти што влијаат негативно. И тоа не се случува само ти кога го носиш и кога нели ти допира до кожата и ти Да, го и прима. кога го переш исто Кога го микропластика. переш затоа што тоа влегува нели во вода, па или кога ќе се однесе истото на нели на депонијата и кога ќе го изгориш, тоа оди во воздух. Да, всушност сите тие синтетички материјали се од нафтени деривати, за разлика од природните материјали кои што нели ако ги ставиме во пододредени услови ќе се распаднат природно, како памук, лен, волна да, и и слично, меѓутоа моментално најголемиот дел од облеката е направена од синтетички влакна. И проблемот тука исто што се појавува е сега што да речам поголемиве корпорации го користат, што мислам дека е greenwashing, е recycled полиестер, што всушност тоа се случува каде што ти на некој начин го топиш полиестерот, односно синтетиката, за на крај ти да добиеш влакна, како односно или пак од шишиња пластични, ги топиш, добиваш смеса, од нив се ваѓаат како влакна, и тие влакна се плетат и ти нели можеш да носиш како полиестер. И до проблемот е што ти пак продолжуваш да нели со носење на тоа да се придонесуваш за тоа да се испуштаат овие честички, така да Да, и целиот процес на преработка не е лесен, особено затоа што нели има мешани синтетички влакна или пример фармерките ги прават одреден дел на памук, одреден дел на еластан или што и да е. И сето тоа нели го усложнува целиот процес. Особено во рециклирање, пример, многу потешко е да се рециклира материјал кој што е мешан, односно во составот пример има, не знам, како што кажа ти памук со полиестер или што и да е, отколку материјал кој што е чист во составот, пример 100% волна или што и да е. Процесот на рециклирање е многу, сам инстантно е многу потежок. Да. Сакав да позборуваме малце за која има одговорноста за тоа каде завршува текстилниот отпад, бидејќи мислам дека кога ќе се спомне оваа тема, она што најпрво ни доаѓа е да ги обвинуваме текстилните фабрики, меѓутоа во целиот тој процес на производство на облека, јас како што знам има нарачател, кој многу често е некоја компанија, мислам, фирма од бренд од странство. Потоа има производители, што нели се текстилните фабрики тука, и го има целиот систем, нели како што спомна, царината, закони и слично. Дали ве може во некој
кратки црти на не многу комплексен начин да пробаш да објасниш која има одговорноста за каде завршува овој отпад. Не знам, ако еве тргнеме да обвинуваме или може не да обвинуваме, туку да бараме каде е проблемот, бидејќи од таму треба да се тргне и за решението, од каде би тргнале. Па генерално, значи, ако станува збор за лон систем, имаме систем кај што нарачителот на обликата ги праќа материјалите, материјалите, информациите за производот, нели, етикети и сите такви, нели, детали, се пристигнуваат тука во Македонија, се изработуваат материјалите. Сега, нели, останува остаток. Тој остаток мора, значи, со фабрики со кои што имам разговарано и со луѓе кои што се во текстилната индустрија, тоа што јас го имам од нив добиено, дека тој остаток тие мора да го првично да го складираат, или да го проверат од царина и да го однесат на депонија. И мислам тоа е проблем за нив, затоа што и они би можеле да имаат, нели, бенефит од тоа ако тој материјал го нели, тие остатоци ги рециклираат или пак ако имаат можност, нели, да ги препродадат. Да, тоа всушност би било повеќе бенефит за сите, екстра бенефит за нив да. и за сите, како што кажуваш. Така да генерално би рекла дека самиот проблем е во тој систем, односно моментот што тие остатоци не може да се откупат. Односно, нели, како компании или пак слично да можат да се рециклираат, нели, да не завршат на депонии. Сега има останати компании во држава кои што не работат со лон систем. Дали може да ми објасниш само што е лон систем и дали, мислам, што би било спротивното од лон систем, бидејќи јас кога зборувавме со тебе прв пат го слушнав терминов, мислам дека и за гледачите можеби не е јасно доколку не се во оваа бранша. Па спротивното би било тоа дека компаниите сами значи набавуваат материјал, сами ги работат, да речем, технички скици, шаблони и слично. Значи да речеме, еве, Zara е шпански бренд, доколку они се нарачателот, доколку они имаат фабрика во Шпанија, тоа би било лоун систем. Не. Или тоа било обратното? Не, тоа би било, да, меѓутоа они немаат, мислам дека они немаат нивни фабрики, туку, односно, они работаат со аутсорсинг. Да, односно фабрики кои што, пример, тука и кај нас имаше фабрика која што шиеше, пример, за Zara. И они ги праќаат сите материјали, се праќаат тука се работи за, нели, со работната сила и се враќа назад. Се враќа назад производот од каде што се доставил материјалот. Да, се враќа назад производот. Затоа што, пример, производството на тој производ да го произведеш на запад е многу поскапо. Меѓутоа отпадот останува кај нас. Да. Значи нарачателот, еве да речеме Zara како пример, нема одговорност или не знам, може се, мислам, претпоставувам според законите е така, дека не треба да се врати до нив, па во Шпанија да се менаџира отпадот, туку си останува во земјата на производство. А од друга страна, исто така, фабриките тука не може да го продадат тој отпад поради законските регулативи на Македонија или и во другите земји е така исто? Според тоа што имам разговарано и тоа што читав, моментално тука за земјава знам дека е така. Односно дека они тие остатоци кои што доаѓаат преку лон системот не може да ги продаваат. И што мислам дека и за нив, затоа што и они имаат и трошоци само за да го, нели, да го складираат, тоа и да го однесат на депонии. Мислам дека, би било она win-win ситуација за сите нас, кога, нели, ќе може да се направи промена во однос на тоа и тие остатоци ќе може да или да се рециклираат или да се продадат. Да. Всушност, јас на начинот на кој што го сваќам, ние треба да имаме закон кој со кој би се регулирало дека доколку произведуваш облека тука, меѓутоа си нарачател од надвор, ти имаш одговорност како нарачател да се справиш со тој отпад и да не заврши. Да, ова е, мислам, исто е проблеми со рециклирањето, нели, тие
што се кутиите за рециклирање во fast fashion брендови како Zara и слично. Ги собираат нели во Шпанија, Франција, мислам сите земји кај што ги има, меѓутоа потоа ги носат во Африка и други third world countries и тоа е многу комплексен проблем затоа што всушност ние нели земјите во развој патиме и они го искористуваат тоа што кај нас нема регулации за целиот тој процес. Мислам, генерално тоа се случува, нели, пошто на запад има, да речем, закони и регулативи за тоа и они барат лупхол кај што нема и баш како што кажа и земјите од како нас или да речем земји што се полоша можеби ситуација се жртви на ова. Пошто на крајот од денот, мислам, кај нас се случува, нели, имаме на депонии се носи отпад и од други држави. Да. И мислам ти го дишиш тоа, ти го живееш тоа. И мислам тоа не е добра. Да, треба системско решение. Не мислам, верувам дека фабриките, како што кажавме, доколку имаат профит од тоа, нема зошто не би го направиле. Сакав да те прашам, ајде да зборуваме конкретно за твоите производи, кои ги правиш од производствени остатоци. Мислам дека кога зборуваме за нешто што е направено од отпад или од остатоци, ние луѓето си мислиме дека тоа треба да биде поевтино од таков ист производ што е направен од нови материјали, затоа што суровината ја добиваш бесплатно, еве ти може, мислам, не знам дали е така, може би ја плаќаш суровината. Меѓутоа, ако навлеземе подлабоко во процесот, сваќаме дека не е толку лесно и едноставно, затоа што не е исто ти да си нарачаш, дај ми 100 метра од овој текстил и да собираш парчиња па да спојуваш. И сакам да ми раскажеш каков е процесот од кога ќе дојдеш до една идеја за шапка до финалниот производ. Па се генерално нудиме повеќе производи, односно шапки и стегачи за коса, и тоа што правиме, изработуваме шапки кои што се од производствени остатоци, но исто така изработуваме и од остатоците од нашето производство на шапките, од тие остатоци што остануваат, изработуваме стегачи, со целта да се минимизира нели отпадот, но исто така пример изработуваме свилени материјали, односно свилени стегачи. И сега за нив тие ги набавуваме како нов материјал, меѓутоа за нив употребуваме нула отпад техника на кроење, што целта е на тоа е, односно при производството за нив не останува никаков отпад. Исто така сега ќе почнеме исто така да изработуваме стегачи и од производство на фабрики тука, односно нивните остатоци. Така целта е да се намали отпадот, односно производствениот отпад, или пак нашиот отпад кој што ние го имаме исто така да го намалиме, или пак ако веќе земаме нов материјал, тогаш да нема никаков отпад. Тоа е идејата. Од каде ти ги набавуваш производствените остатоци? Не знам колку често одиш таму, дали секогаш има остатоци на располагање или по контакцијите кога ќе остане нешто, како функционира целото тоа? Станува збор за текстилни фабрики тука во држава, меѓутоа се моментално ја гледаме опцијата и за соработка со, например, во Европа се појавуваат доста стартапи кои што нудат материјали кои што се вака остатоци производствени, меѓутоа генерално тоа се остатоци од производство на текстил, не на облека. Сега во производство на текстил минималната пример нарачка кога ти нарачуваш текстил како материјал е минимум 1000 метри. Што на пример и кај нив остануваат помали остатоци, тоа помали остатоци се 50-100 метри, што за нив не се многу, меѓутоа за некој кој работи со помала количина, така да ја разгледуваме и таа можност. Во однос на тоа дали се суровините бесплатни или не, ако станува збор за помалечко парче, може некојаш да го добиеме нели бесплатно, меѓутоа генерално и тие се плаќаат. Затоа што тоа исто така нели како ресурс е, мислам суровина е, мора ти да ја платиш.
А во однос Дали на... се со помала цена во однос на ако нарачаш поголема количина од истиот материјал? Да, генерално се со пониска цена. Сега предизвикот тука настанува со тоа што некогаш тие знаат да бидат наистина мали парчиња и тоа значи дека во производство на моделот, пример во класично производство на облека, не се крои само едно парче, туку се поставуваат слоеви на Серија. материјал и пример ти кога кроиш по еден шаблон, паралелно кроиш 100 парчиња од тоа, за да заштитиш нели на време. И сега проблемот настанува тука ако имаш ти многу мал производствен остаток, и не можеш како да ги наредиш слоеви, ќе мора да ги кроиш едно по едно. Да, И така тука некако е- и замислував јас пример одиш ти во фабрика или од каде да ги земаш материјалите и ако имаш мали парчиња треба на лице место да видиш што одговара и немаш некако, мислам не дека немаш опција Б, меѓутоа нели ако сечеш нешто еднаш е сечењето, не може би се случува да немаш друго парче од истиот материјал, па дизајнот да треба да го адаптираш според тоа. Дали е така во реалноста? Не дека немаш, пример, можеш повеќе шапки ти да извадиш, меѓутоа проблемот е што ако парчињата се сите со различна димензија или различна големина, ти не можеш да ги наредиш едно на друго, затоа што не знаеш како ќе ти изгледат кога ќе ги скроиш сите слоеви. Па на тој начин ќе мора да ги кроиш едно по едно. Тука е мислам предизвикот. И друг предизвик би бил тоа што ти немаш толку голем избор како кога би заминал во магазин или пример ти да нарачаш да ти произведат Да. материјал ти како што сакаш. Туку мора да бираш и на некој начин мора да најдеш како тие достапни материјали да ги приспособиш според естетиката на на брендот и што твојата таргет група би сакала. Така да таму е исто уште едниот предизвик. Дали за тебе тоа представува добар предизвик што те мотивира или понекогаш се осеќаш ограничено дека или не можеш да правиш што сакаш, пак имаш некои лимитации? Ја мислам дека кога си полимитиран, усвари си покреативен, Се согласувам Да, и- скроз. така да ја најдеш некој начин како да направиш Да да склопиш нешто функционира. од тоа што го Да. имаш. Да. Јас за тебе пред некое време дознав дека имаш 24 години, не можам да си поверувам. Не знам, некако те осеќав како моја врсничка, јас имам 29, мислам плюс минус. Особено затоа што претходната година беше на многу надпревари, програми за предприемништво, не само во државава, туку еве и во САД. Како пример, па сака да те прашам, накратко, надолго раскажи ни, како оди цел овој процес, како ти се снајде во оваа улога, нели, да треба да на некој начин да се продаваш себе си, својата идеја, и на кои се надпревари програми имаш учествувано и тоа мене мислам знам јас затоа што истото го имаме правено со Yes for Less и се уште нели гледаме цело време опции за поддршка. И може да биде full time job, нели, аплицираш, се спремаш, одиш таму, чекаш фидбек. Па еве ајде раскажи ни на што се си учествувала, после ќе те допрашам и други прашања. Јас започнав усвари да работам, да речем, во модната индустрија на 14, со тоа што мајка ми имаше бутици за облека и генерално ја одев со неа во набавувањето на облека и потоа работев како стилист, да речем, во бутикот, па после тоа сам една година подоцна јас на некој начин ја наговорив да организираме фотосесии за моделите, па јас работев како стилист и слично. Па тоа го работев се некаде до 20. Мислам дека таму научив некои модни аспекти. Меѓутоа од бизнес аспект имав можеби некое предзнаење со оглед на тоа што моите се занимаваат, мислам имаат бизниси, меѓутоа не е тоа додека не го почувствуваш на твоја кожа.
Дали беше свесна во што се впушташ? Не. Не. Најчесто е така. Не. Затоа што мислиш дека гледаш и мислиш дека ќе биде на smooth sailing Да. и баш сега сите нели сакаат да бидат entrepreneurs Да. и мислам многу е као фенси како термин и мислиш дека е многу сјајно. Не. Првите 6 месеци бев мислам дека ми беше најтежок период искрено во животот затоа што такви предизвици и одговорности претходно немам доживеано и Се уште беше на факултет кога не, почна на или- 22 ја отворив Мгм. компанијата, така да само што завршив факултет. Мгм. И тоа ја отворив, првично почнав со самовработување со владината мерка. Почнав во студио да работам, што всушност истото студио всушност е како гаража која што јас имам реновирано. Во истото студио татко ми ги има почеток неговиот бизнис. Мгм. Така да, мислам, тоа беше почетокот и тој период првично почнав и аплицирав на Uplift Western Balkans Accelerator, тоа беше. Мгм. Тоа беше А. тука во Македонија? Тоа беше во Албанија акселератор, со тоа што учествуваат 3 стартапи од 3 држави, односно Македонија, Албанија и Косово. Мгм. Со тоа што секоја недела патувавме таму во Албанија, зашто во Тирана беа предавањата. Значи беше онаква програма со предавања домашни, не Да, само да, идеш, да. пичуваш и... Не, мислам беше чекаш доста и долга програма, меѓутоа и напорна беше, меѓутоа со тоа што дури недела дена бевме и во Словачка. Мгм. Работевме со ментори од таму и да видиме како функцира нивниот екосистем. Со тоа што памтам првиот пат кога аплицирав ја за програмава, сам ја пополнувам, таму пишува pitch deck. И ја Не знаеш што е тоа? ја одам на Google и пишам what is a pitch deck. И мислам и стварно не знаев за после 2,5 месеци или 3 месеци, значи ова беше септември, а она демо деот или пичингот беше крај на ноември. Ја на крај пичирав пред 200-300 луѓе. И сакам да ти беше кажам, шок малце. па не ми беше шок зашто бев спремна, вежбав многу, ама сакам да кажам супер беше програмата и стварно многу научивме, особено ја како почетник тогаш Шептен научив многу. Мгм. И потоа, дали се бираа победници од Да. денот? Да, имаше жирито беше составено од бизнис ангели, инвеститори, VCs од регионов, па имаше и од Македонија, Бугарија, Албанија, Косово, баш од целиот регион. Со тоа што освоив таму второ место, мислам како втора награда. Имаше некаква финансиска поддршка во склоп на второто место? Да, имаше, значи тие беа како парични награди, беше Мгм. мислам околу 4000 евра награда кој што ја дава. Меѓутоа ја искрено кога почнав не очекував дека ќе победам, затоа што мислам така ми кажа, да речам менторите тука ме спремија беа како не очекувај премногу затоа што скоро сите беа IT startups. А ја бев единствено што не е IT, да, и сите беа како окей, се супер, ама генерално како сите сакаат да работат нели со IT. Да. И ја не очекував, бев као окей, ја ќе се спремам и ќе видам, па што ќе виде, ќе виде. Ќе видам. Како ги искористи ти тие 4000 евра? Што направи со нив? Генерално, мислам и до сега сите, да речам, средства кои што ги имам добиено, ги инвестирав најмногу во производство на самото студио, тоа значи Зашто набавка на машини генерално Мгм. најмногу. Затоа што кога почна, еве како што спомна во гаражата, ти ги дизајнираше сама, ти ги шиеше, не знам дали тогаш имаше нешто на социјалните медиуми или... Да, имав, меѓутоа поголемиот дел се беше рачно, затоа што имав само една машина. Нели од тогаш се набавив и други машини, мислам, за одредени операции кои што помагаат да се забрза процесот на производство. Меѓутоа кога почнав имав баш само една половна машина Фирма. индустријска и тоа беше. Мислам, немав ни пегла индустријска, туку имав од Мгм. дома земено стара пегла и со тоа пеглав. После овој надпревар, што се случи следно? Продолжи да бараш други можности?
како дојде тој момент до наредниот чекор? После тоа продолжив да аплицирам слично, ме контактира од ова СЕУ Тек парк, технолошкиот парк во Приштул. Да, не знам како дознале за мене од ваму од настанов во Тирана. Ми кажаа дека имаат повик, инкубаторска програма да аплицирам. Инкубаторската програма беше наменета за бизниси од зелени бизниси предводени од жени. И таа беше доста долга програма, можеби траеше 6 месеци, 5-6 месеци, со тоа што секој викенд имавме предавања таму во Штул. Со тоа што партнери беа Хикима од Словачка. И на крајот исто така таму имавме питчинг, мислам дека почеток на летото лани 2023. Таму исто така добив, мислам бев избрана како една од победничките. И таму усвои парична награда? Да. Кај да отидеш? Да. И после тој период, уствари, вие ми пративте повик, односно ми пративте линк, мислам дека за Арно. Превод зелени идеи од Арно, да. Го памтам многу добро, аплицирав. И тоа знам дека кога аплицирав бев на свадба во хотел, па заминав од свадбата да допишам апликацијата, мислам од церемонијава на свадба, па се вратив, ја пратив. И мислам ми кажаа дека нели сум избрана, пичирав таму, ме избраа како национален победник. Да, доби таму $10,000, така? Да, првично беше на националната победа во Скопје, односно се избираат 3 победници. Да, што одат на наредното ниво. И 3 победници од секој од балканскиве држави, оди таму во се јавевме во Црна Гора. Да. Со тоа што Арно не спрема, правевме питчинг у 11 на вечерта пред. Да. Да, јас се сеќавам кога видовме со Сара сликата, нели, од тебе, Ирина и не знам кој друг беше. И бевме као, чекај, дали добро се сеќаваме дека ние го пративме над преварот, зашто ние, нели, од сите бизниси што ги имаме во мрежата, постојано нешто што ќе излезе и што мислиме дека би му помогнало на некој. Го препраќаме, меѓутоа после не сме ни свесни, нели, што сме препратиле, дали некој аплицирал, мислам, него, нели, се тоа го правиме моментално така од душа, зашто гледаме потенцијал во идеите. И после, нели, ти пишавме и баш ни беше мило што си ја добила и таа можност. Дали би рекла дека не само во Македонија, туку и надвор, има можности за финансиска и други типови на поддршка за идеи како твојата. Значи, идеи што се поврзани со одржливост. Мислам, некако е, од тоа што јас имам видено, нели, во странство, веќе ова не е ново, нели, сите идеи поврзани со одржливост, заштита на животна средина и слично. Веќе многу нешта постојат и мислам дека таму, нели, има надпревари, меѓутоа конкуренцијата е многу поголема, за разлика од тука што не знам, еве јас и Сара цело време зборуваме да се преселиме тука, не знаеме што попрво би отвориле, затоа што има многу нешта што фалат, меѓутоа сепак има идеи, не дека нема. Па какво е твоето искуство? Дали мислиш, дали така од оваа гледна точка ти беше тешко да се пробиеш и дали има нешто конкретно поради кое ти успеа или е склоп на повеќе нешто? Би рекла дека сега моментално имаме најмногу можности од, пример, збориме од пред 20-30 години, нели, поради пристапот на информации, меѓутоа и стварно има сега доста финансиска помош која што може и особено исто и полето на одржливост. Мислам дека баш и кај нас сега се нели станува тоа актуелно и се нуди. Би рекла дека многу повеќе има поддршка кон IT компании, меѓутоа мислам, пример, од друга страна, па секогаш на новие програми кои сум била, секогаш тоа што ме извојувало е што не сум IT. Мислам дека многу важно е во секој почеток да имаш да се обкружиш со мрежа на луѓе и ментори. Мислам дека тоа е многу важен момент. Нели луѓе што ќе можат да те водат и што
пример, јас имав таа можност кога почнав нели во модниот свет да имам нели поддршката и од Ирина Тошева и нели од Александра Ивановска и Никола Ефтимов, кои што сите ми биле ментори и нели ми помагали и ме насочиле да речем на правиот пат. И од бизнес аспект исто така многу е важно да се има така ментори кои што ги те насочат. Да. Особено ако идејата ти доаѓа од некое знаење што го имаш на одредена тема од по-технички аспект. Многу често фали тоа бизнис знаење или сам ќе го изодиш патот или ќе се вклучиш во некоја програма или па ќе најдеш некој што ќе ти помогне. Да, и мило ми е што, пример, тука кај нас се појавуваат многу, последно време, многу програми и слично, кои што стварно, знаат да ги насочат, да речем, стартапџиеве на прав пат, затоа што таа привилегија не луѓе во пред, пример, од 90-ти ја немале, мислам, тоа што не си знаел, нели? Така да сега мислам дека е совршено време некој да почне бизнес или да почне, мислам, што и да е, само затоа што има стварно можности. Да, особено во последнава година, дека јас и Сара ептенја пратиме сцената, особено за зелени идеи. И мислам дека секој настан што постоеше предходно, лани беше Sustainability Edition. И беше интересно и мене многу ми се допаѓа што конечно се разбуди таа сцена, затоа што и ние сме се чувствувале и се чувствуваме исто кога сме аплицирале на програми, ако не е конкретно за зелени или одржливи идеи и знаеш дека ќе има IT, секако многу често се осеќаш подолу во стил као мојава идеја не е доволно, не знам, технолошки развиена или и повеќе се насочуваш кон тие надпревари само за зелени идеи, меѓутоа еве ти си баш пример дека не мора да се аплицира само на такви надпревари, туку може, еве пример како што беше Longest Speech Marathon, не знам дали имаш слушнато за тоа, значи таму имаше идеи од секој тип, не мора да се само од IT или одржливост. И луѓе што имаат и зелени идеи може да аплицираат и на такви надпревари. Да, мислам, се разбира дека може, мислам дека однос на инвестиција и слично, генерално, нели, и тука би рекла и може и на светско поле, нели, луѓето се посклони, повеќе инвестираат во IT компании, затоа што тие имаат поголема шанса да, нели, да скалираат многу побрзо отколку компанија од мојот тип, затоа што мојата е физички, нели, со физичка локација ти не можеш толку брзо да го скалираш колку што би можел, нели, IT компанија, меѓутоа од друга страна па тука, нели, постојат и бизнес ангели, нели, луѓе кои што пример може се на пешене, да речем, баш за sustainability, што би сакале да инвестираат баш во таков тип на стартапи. Сега треба уште малце да привршуваме. Пред да ти го поставам последното прашање, сакам уште малку да позборуваме за македонскиот пазар. Нели, македонскиот пазар знаеме дека е мал и ограничен и често кога ќе се роди некоја идеја и малце кога ќе се проучуваш тука, веќе одма почнуваш да размислуваш како да се прошириш на страна. Знам дека ти твоите производи ги продаваш на една онлайн платформа во Велика Британија. Не знам дали на друго место. Меѓутоа, како беше тоа искуство, односно дали се покажа како успешно и дали мислиш дека единствениот начин за бренд како твојот да успее да се прошири негде на европски пазар или па може да се почне и од Балкан? Па да беам искрена, јас на почеток кога почнав, може на некој начин почнав со некој арогантен став, од типот на овде нема ништо, демек никој не разбира, ја кидам кога само странство, меѓутоа после сватив дека мислам дека барем за мене лично тој начин на гледање на работите е погрешен, затоа што тука има пазар. Сега јас гледав... Треба да бидеш иновативен, нели? Не може цело време да ја туркаш истата идеја, истиот производ. Да, ама и не само тоа. Јас гледав, пример,
значи мојов производ сакав да го продам тука како што би го продавала во странство. Нели и после ќе сватиш дека значи пазарот е подруг тука, подруго реагира и треба Таму има направиш многу повеќе нели конкуренција. да, ама и не само тоа, модификација во однос на цената, во однос на дизајнот на производот, и мислам кога ќе погледнеш генерално тука Балкан, мислам се колку може на 20 милиони луѓе што сепак не е мал пазар. Па така, пример, јас на почеток бев фокусирана само онлайн ќе се продаваат, нели? Меѓутоа при интеракција со луѓе сватив дека тука барем луѓето, пример за шапки не сакаат да пазарат толку онлайн затоа што имаат потреба од тоа да го чепнат производот, да го пробаат. Да, мислам дека е многу специфично парче што особено твоите шапки што се дизајнерски, нели, не е она најнормално капче, треба да го пробаш. Да. И тоа што викаш онлайн во странство да го пробаш, нели, има оние концепт stores кои што би може да се изложени, меѓутоа не знам дали имаш некакво искуство. Не, па мислам не баш поради моментот, нели, со шапките и со нели што постои некоја не се пазара толку често, се моментално пример работиме на тоа да ги поставиме на физички локации тука во рамки на државава. И мислам дека е погрешно тоа да секогаш да гледаме на моментот демек тука нема ништо, ајде само да продаваме во странство, затоа што напротив мислам дека баш тука има и пазар, има и луѓе што ги почитуваат, да, и ги сакаат тој тип на производи. Особено ако е ваква некоја приказна која има позадина и помага во заштита на животната средина и е со некоја поголема цел отколку само да се продаде и да се има дизајнерско парче. Барем луѓето како мене го ценат тоа. Ма и моментот исто тука е што пример сам лесно е да речеш сакам да продам нели во странство, меѓутоа тука има многу рестрикции во тој поглед, затоа што пример извозот на производите, плаќањата и слично, така да според мене барем мислам дека е многу подобро да се градиш малку степ бај степ, нели почнеш со Македонија, со Балкан и натака отколку директно додеш, затоа што и за да почнеш да продаваш нели на западен пазар треба стварно многу средства, многу поеќе отколку што би ти требале тука. И мислам дека ако и тоа е добар индикатор, ако ти можеш тука да продадеш, претпоставам дека би можел во странство, зашто веќе знаеш барем одреден нели тип на клиент како би реагирал на твојот производ и ќе знаеш во иднина како ќе реагира. И трошоците за да стигнеш до тој клиент тука се многу пониски, нели пример она аквизиција на клиент, да, во таму е многу повисок него тука. За крај сакав да те прашам како ти го замислуваш твојот бренд за 3 или 5 години, онака грубо гледано, кои се твоите планови накратко? Па генерално целта ми е нели да се прошириме, да речеме на балканскиот пазар и се разбира и градење на производствен капацитет во Рате, кој што е село во Полошкиот регион. Веќе имаш една вработена шивачка, така? Да, исто да, шивачка и дигитална, речем, маркетерка, односно фотографка. Меѓутоа фокусот е и во иднина би бил, мислам, да вработам два типа на жени, а тоа се првично млади жени од Полошкиот регион. Причината за тоа е што, да речем, сите млади од овој регион или се иселуваат во странство или пак во Скопје и тие градови остануваат без млада сила, која што млада работна сила. Да, и без можности за работа. Така да, мислам и таа девојката која што ми работи фотографка, она има истиот проблем, вика сите другарки ми се или во странство или во Скопје. И јас го имам слично, пример, мислам 80-90% од моите другарки се овде во Скопје или работаат овде. Така да едната група би биле тие, значи вработување на млади жени, а другата се жени од руралните средини, кои што мислам дека не се доволно спомнати, не се доволно мислам во целиот контекст нели на заекнување на женската работна сила се најмалку спомнати и мислам дека на нив најмногу
треба да се таргетираат, најмногу се вметнат. Се помогне. Да. Да. Мирјана, фала ти многу што ја сподели твојата приказна. Се надевам дека ќе биде инспирација за многу млади луѓе, што можеби мислат да се одселат или мислат дека нема доволно атрактивни можности за работа. Меѓутоа, еве од тебе гледаме дека има и се надевам дека твојот бренд ќе порасне уште повеќе и ќе може да отвориш уште повеќе работни места и можеби некој од гледачите еве ќе се заинтересира и ќе сака да работи заедно со тебе на твојата идеја. Се гледаме во некоја наредна прилика и чекам. Знам дека ќе се развиваш уште толку брзо и оваа година, како што и претходната. И ќе имаш уште работи да ни споделиш, како и денес. Фала ти многу за разговорот, многу беше мило и се надевам ќе се дружиме исто така во иднина.